Директорот на фудбалските млади репрезентации на Фудбалската федерација на Македонија Сашо Тасев денеска го додели пекарот за најдобрите фудбалери, овој пат на ГФК Тиквеш. Ве молам, имавте ли многу работа оваа година? Па, вообичаено секогаш во младинските категории има доста активности, така и оваа година имаше активности во делот на фудбалската репрезентација на Македонија и генерациите. Каков третман на надпреварување има? Кои категории ги имавте во вашиот календар? Па во календарот се надпреварите од сите фудбалски лиги, кај што се уклучени сите клубови од Републиката. Покрај тоа имаме активности и со репрезентацијата на Република Македонија, почнувајќи од генерациите од 14 години па до 21 година. Овие генерации која година се? Ова се генерација 2002 година за источниот дел на Македонија, каде што екипата на фудбалскиот клуб Тиквеш, односно пионерите, го освоја првото место. Каде одат понатаму сега? Во кој ранг се надпреварува? Па уште сега за сега според такмичењата, затоа што немат категорија на кадети и младинци, ќе останат повторно во оваа лига. Како гледате вие како фудбалски стручњак на фудбалската офанзива, би рекол, во Македонија овој период? И во младите и во младинските. Па еве неколку години засилено се работи на тој план со младите категории, поготово со децата кои се во репрезентација на Македонија во тие категории, и успехот се гледа веќе и со А селекцијата на Република Македонија, така што голем дел од тие играчи веќе се од младинската U21, која што беше во Полска, веќе стандардни првотимци во А селекцијата. Кавадарци како да продуцира некои нови фудбалери со нови имења, вака успешни ги гледаме на надпреварите. Дали е тоа? Па Тиквеш секогаш имал добри младински категории, ја колку се сеќавам и во минато 83-та генерација година родени, 85-та година родени, 98-та, еве сега и ова 2002 генерација, секогаш имал добри младински генерации и што носеле после резултати и во првата екипа. Има ли каде да играат нашите кавадаречки фудбалери? Па има кавадарци, расадники треба да продолжат со такви. Што мислите вие за ГФК Тиквеш, посакувате ли да влезе во прва лига? Па, нормално, ние сме сите деца на Тиквеш, тука израснавме, тука пораснавме и секогаш ќе Тиквеш ни остане во нашите сеќавања и срца. Кој е твојот коментар за денешниот пекар? Па цела сезона се боравме за ова, како што кажав и на полусезоната. Како еден тим се изборивме за тоа прво место без ни еден пораз. Имам уште една утакмица, го добивме пехарот за првото место. Оваа сезона за нас заврши во најдобро светло. Што очекуваш во идните твои надпревари и надпреварите на твоите колеги? Па се надевам дека и од година ќе продолжиме во исто темпо, дека ќе се надпреваруваме подобра лига. Дебитковски ти даде шанса во ГФК Тиквеш во првата екипа. Да, тој ми ја пружи таа шанса да се докажам со првиот тим. И ќе искористиш веројатно. Па веројатно. Ако Тиквеш влезе во прва лига, ќе имаш вистински предизвик да ги покажеш твоите квалитети. Па тоа ќе биде мојот сон. Ќе се оствари мојот сон. И треба да биде, дали е твојот сон во прва лига да играш? Да. Како се викаш? Данаил Тасев. Данаил Тасев, добар фудбал играш. Да. Така беа твоите дугари, дали си задоволен од ова надпреварување оваа сезона? Комплетно сум задоволен, супер, со премногу тренинзи и напор стигнавме до првото место во оваа Сите лига. екипи ги тепавте ги. Да, без пораз. Имаме уште едно престојно коло со Куманово во гости и тоа. Кажи ми нешто за фудбалската атмосфера во клубот. Па, таму каде што играш. Владе е супер атмосфера. Сите се чувствуваат добро. Тоа. Колку време играш фудбал? Па, речи си 15 години. И посакуваш да играш во веројатно сениорскиот тим на Тиквеш и можеби надвор од кавадарци. Да, може и секако тоа. Добро, ти посакувам многу успех. Скромноста нека ти стои како карактер и понатаму. Таа е една од најдобрите особини кај фудбалерите. Благодарам. Благодарам. Трајче, дали скромноста е одлика на секој фудбалер? Да, мора да биде одлик. Никој не треба да лекта во плаци. Така е. И кога ќе стане шампион, треба да си на земја. Има големи имења кои дават пример за оваа работа. Тиквеш полека се опоравува. Неколку години трае таа борба на опоравување и може би се опорави. Овие млади категории ветуваат дека нешто се случило позитивно во Тиквеш. Види сега, со новата управа кога дојде некои работи ги средивме, ги консолидиравме. Направивме некои минимални можности, технички, за да може овие деца да се развиват во прави фудбалери. И еве полека се појавуваат првите резултати. Така, ова е убав пехар на Ова да, освоено на прво место во регионалната лига на ФФМ. Добро. И
фала Богу, мислам дека може нивни прв пехар во нивната кариера. Дај Боже да не е последен. Многу се надевам- возбудени Да, овде. да, па това нормална работа тоа, не сме возбудени. Може сите имат дигнато постарите фудбалери пехари, ама веќе кога деца млади делија, тоа е успех за секој, поготово па за оние што ги водат например. ГФК Тиквеш оваа сезона има многу работа. И по старите категории играат два баража, многу тешки утакмици. Меѓутоа ова е по младите. Во месец јуни на почетокот ќе има една убава, би рекол, светска фудбалска младинска школа на Реал Мадрид. Малку подосна во истиот месец јуни наши фудбалери млади одат во Англија. Така ова е многу засилено темпо за Тиквеш. Дали е точно ваше потрошно? Види, тоа е точно, тоа се проекти што ги работиме со нашата управа заедно и мора да биде така ако сакаме да извадиме квалитетни фудбалери. Значи не си треба да ни биде јасно и нас, и на тренерите, и на јавност, и на родителите на децата што се во школата на Тиквеш, дека без турнири, без играње на повеќе утакмици не се вади ништо. Ја верувам дека од година овие дечки ќе се направува малце потешка лига, со малце појаки противници, противници може да бидат од кревот на македонскиот фудбал со тие школи и се надевам дека ќе го дадат својот максимум. Еве има веќе двајца првотимци во првиот тим. Да. Антонио Јановиќ има 3-4 утакмици мислам. А Даниел ја доби некоја првата шанса со Детонит беше, да. Ја доби својата шанса. Се надевам дека сега во сабота ќе одиграат можеби цела утакмица со Борец. Така слушам дека Да, па ќе му се даде шанса со цел да одмориме некои изгледа од првите. Тоа е работа на првиот човек во првиот тим, на шефот на Лјупчо Демитковски. Негова работа е колку ќе му даде шанси, што ќе му даде шанси. Ја верувам дека се млади деца, еве и сами гледат дека се желни за игра, дека второ полувреме почна уште играат и покрај тоа што пекарот му доделен, прослави се направи. Ќе го дадат својот максимум, не сумњам во таа работа. Имам уште едно прашање за крај. Младите сакаат да играат фудбал. Меѓутоа, ви постарите имате постојано поддршка за нив и од страна на локална самоуправа, од вас лично како Трајче, од новата управа, меѓутоа и од бизнисмени. Да, па види сега, прво да ви напоменам за преходните прашања што беа за Реал Мадрид и за Двете школи. Да, двете Едната школи. школа и Значи другата патување. првото е турнир, патуваме во Англија. Значи патуваме на 6 јуни, се враќаме на 11 јуни. Напоменавме неколку пати веќе се врте и скоро цел град може да знае со кој се играе таму и со кој што ќе се учествува на турнир. Да, да. Другата работа е организирањето на Реал Мадрид кампот. Тоа се одржува од 17 до 21 јуни. Значи, ние сме една од трите школи фудбалски во Македонија, што има таа можност да потпишат договор со Реал Мадрид клубот, односно со нивната фондација Реал Мадрид Experience. И во тие 5 дена ќе имаме чест да ни гостуваат двајца шпански тренери, кои што ќе дадат директно од школата на Реал Мадрид. Нивните имиња се уште не ги знам, но има наговестување дека едниот е тренер на голманите во младински категории на Реал Мадрид. Таква информација има. Кога ќе дојде ќе видиме. И плюс тоа, овдека ќе нивна помош ќе му дадат тренерите од нашата школа. Еден вид семинар, бесплатен семинар за нашите тренери. Сигурно се надевам според најавите од Реал Мадрид Experience дека ќе научат, ќе има што да научат и што да видат тие тренери во тие 5 дена. Добро, со интересот како одиме, немаше едно време. Интерес има, да, види, едно време да. Тоа е нормална работа, значи интерес секој се појавува кога ќе се доближе полека до денот на учество. Значи тога веќе сите зборуваат. Има интерес, значи веќе се пријавени околу 40 деца од нашата школа. Значи првично ги пријавуваме оние деца што се фудбалери. Значи јас тука пратив покани до ГФК Неготино, пратив покани до Young Boys од Неготино, да, Кожув, Пелистер, до Прилеп, Победа. Значи, секој што има сака да учествува на турнир, што е фудбалер, од 17 години е добре дојде на тој камп. И, каде што верувам дека ќе научат нешто. Ова последното прашање со поддршката. Со поддршка, да. Види, значи ние имаме поддршка голема од локална самоуправа. Имаме чест што имаме тако граначалник што се грижи за спортот. Друга работа, имаме една управа каде што сите се млади и се желни за успеси и сите се спортисти кои Мори Боже во други да, спортови, но тоа не смета. не смета, Спортското е да, многу важно. нема врска кој спорт, важно е да го имаш она сенсот за спорт и да знаеш како што треба, значи сите дишат во тој правец. Значи
Да напоменам дека за Реал Мадрид, мислам за патувањето во Лондон, во Англија, ни помогна доста фирми, кој колку можеше, но јас се надам дека кога ќе видат оваа година дека нешто се работи во Тиквеш, дека од година помошта ќе биде уште поголема од бизнис секторот. Добро, за крај едно пријатно прашање. Посекувате ли Тиквеш да влезе, има ли реални шанси во Прва лига? Види, се најжи. Кој не го сака после 15-16 години да гледа тука Прва лига фудбал? Кај сите се говори, се гледа насмевки, сега кај Сташо, сега и кај вас, значи навистина е тој адреналин. Значи таква атмосфера се прави, значи даваме поддршка на првиот тим, на играчите, не сме секојдневно со нив се дружиме. И после тренинзи, и после утакмици, значи една позитивна атмосфера во првиот тим, и јас верувам дека момците се спремни да дадат се на тие бараш. Се надевам дека ќе играме со Силекс и дека здраве. Па се надевам, да ви кажам. Тоа ќе ни биде една реплика пред да одиме за Англија. И мислам дека на 5-ти баражот со Силекс. Ни летаме на 6-ти во тренските часови. Се надевам дека од прослава директно на авион ќе одиме.